Спонзорот Цермат ви представува. Изложба во Друштвото на ликовни уметници на четворица реномирани уметници од Битола. Се одржа меѓународната манифестација Балкански поетски средби. Вечер, не го пропуштајте концертот на финалистите на X Factor. Се одржа третото издание на фестивалот Еден летен распуст. Единствениот Beyoncé Tribute Band Single Ladies гостуваа во Битола. За љубителите на ликовната уметност, во Битола повторно беше презентирана изложбата на реномираните ликовни уметници Драган Најденовски, Илија Кочовски, Симеон Силјановски и Димитар Мичо Кочовски. Во просторот на Длуб, овие четворица уметници важат за едни од најреномираните во Македонија и надвор од неа, а се добитници на повеќе награди и признанија. Делата на Најденовски се дел од изложбата Предели, кои пред Битола беа изложени во Прилеп во рамки на Прилепско културно лето, со панорамски сцени од битолскиот регион, во подсвеста на овој автор и несомнено сликарскиот талент што тој го поседува. Пределите се чинат како логичен избор. Ваквиот концепт е плод на еден повеќе годишен период, поврзувајќи ги и другите творби. Че се работи за изложба која требаше да се реализира минатата година како еден посебен проект. Меѓутоа не ја реализиравме и ова година ето аплициравме во Битфест. Многу благодарност до менаџерскиот тим на Битфест кој прифати ова изложба и му благодарам што ни даде можност. Провладуваат слики од најново творештво со своите специфичности кои ги носат, кои ги пленат, да речем, секој година сите изложби, сите љубители и познавачи на уметноста. Исто како и останатите автори, значи јас долги години го истражувам овој проблем со така да ги наречем пределите во простор, значи не географски предели, не видување, не момент од самата природа, од момент од секојдневието, значи на кој сакам да го онака како тој што ме опива и јас се трудам да се опијат оние кои го гледат. И останатите уметници учествувале на бројни групни и самостојни изложби, а своето доживување на околината го пренесуваат на ликовното платно. Овие се последни мои творечки инспирации и сликите имаат наслов вообичаено ставаме циклуси имагинација. Имагинација 1, 2, 3 и 4. Секој како ги доживува, тоа е многу интересно и овој момент на Господја ми кажа своје видување на моја слика и затоа така малку сум расположен, пријатно, виде нешто што јас не насликав, не? Јас насликав некои имагинарни цветина, природа, која некој може да ја примети, некој не. Заправо се игра со ликовните елементи, со линија, површина, боја. Но Господја да виде дека е една Господја која нема глава, која е расположена. Со оваа заедничка изложба се реотвори просторот на Друштвото на ликовни уметници на Битола, а во иднина ќе следуваат и други ликовни изложби. Македонското научно друштво од Битола премиерно ја одржа меѓународната манифестација Балкански поетски средби, на која настапија повеќе поети. Станува збор за истакнати поети, најголем број членови на Друштвото на писателите на Македонија, како и поети од соодветните друштва и организации од балканските држави кои изразија желба своите најнови дела да ги презентираат во Битола. Ова е прв обид во Оделот за литература и лингвистика при Македонското научно друштво да направиме една манифестација во пошироки рамки. Тој обид, знаете, како и секој новороденче тешко води, поканивме писатели на време, поканивме и на време ни вратија од Хрватска, Босна, Херцеговина, Србија, Албанија, Бугарија. Меѓутоа приликите се такви, знаете како е, финансиските проблеми се секаде присутни и кај нив и кај нас, така да велам со оние што дојдоа ќе бидеме задоволни, па до година Боже здравје со поголема организација, вклучувајќи ја секако општината и градоначалникот,
доктор Владимир Талевски, да направиме нешто навистина што Битола заслужува. Македонското научно друштво го промовираше и вториот број на списанието Современи диалози со повеќе содржини, проза, поезија, критика, драмска и сценска уметност. Манифестацијата се одржа во рамките на Битфест. Финалистите од првото издание на регионалниот X-Factor Тамара Милановиќ, Мајд Хекимовиќ, Луќан Ивановиќ и Алекса Перовиќ на барање на фановите ќе одржат голем концерт на ракометното игралиште во Битола денес со почеток од 19 часот и 30 минути. Пред Битола, финалистите на мега популарното музичко шоу X-Factor одржаа концерт во Скопје. Веднаш после големиот хепенинг во Битола настапуваат во Штип. Тамара, Мајд, Луќан и Алекса соопштија дека со нестрпливост го очекуваат концертот во Битола и веќе се активно ангажирани во подготовките за својот настап. За време на одржувањето на X-Factor Адрија, најголемата поддршка ја имавме токму од Македонија, затоа овој концерт е голем предизвик за нас, истакнаа тие. На концертот финалистите ќе ги отпеат најдобрите песни од нивните лајв настапи на финалните вечери. Повелете на една поинаква, одлична забава и заеднички да ги испееме најголемите и безвременски хитови на финалистите на X-Factor. Во училиште, кога одам јас, сите ме гледаат. Види одам јана, каква титка е, ми завидуваат. Каде ќе погледнам, наоколу, сите шушкаат. Како кукличка, сладка е, ме намигнуваат. Во пацијето на Завод и музеј се одржа третото издание на детско-тинејџерскиот фестивал Еден летен распуст. На фестивалот настапија 9 учесници од Битола и тоа Христина Лажовска, Андреја Шундовска, Јован Балтов, Теодора Кулевска, Софија Думевска, Марија Думевска, Илона Шундовска, Тамара Кочанковска, Дамјана Ристевска и една представничка од Крушево, Антина Проеска. Мислам, главната идеја да го наречеме фестивал, де факто тој беше еден мини фестивал уште од самиот старт. Ама пошто видов дека ние имаме, значи, скоро комплетно нови авторски песни секоја година, мислам дека тоа е еден главен предуслов да биде фестивал. Мислам се добро, се е фестивал, нормално фестивал има многу големо значење, ама гледам дека секоја година имаме нови, да речам, скоро 100% представени песни. Дел од учесниците имаат меѓународно искуство со настап на детски фестивали. Фестивалот се одржа и ова година во рамките на Битфест, а присутните имаа можност за вистинско уживање во новите композиции и богатата програма. Не ми е гајле што правиш, повеќе ти, па до сабајле не спиев заради тебе. Летната ноќ ми говори, јас не сум твој, и за мене знај, лажлив баш секој твој збор. Во ноќниот клуб Позитив гостуваа Single Ladies, се работи за првиот и единствен Beyoncé трибют бенд во кој пеат 7 извонредни музичарки од Србија кои во живо ги изведуваат песните на најпопуларната R&B пеачка во светот. To se desilo preko našeg menadžera koji je organizovao to, svakako smo jedva čekali da radimo. Благодарение на нашиот менаџер, кој комуницираше со менаџерите од овој клуб, ја договоривме со работката да настапуваме тука и едва чекавме да дојдеме во Македонија. Секаде каде настапуваме, наидуваме на позитивни реакции, а луѓето пеат со нас. Znači, Beyoncé je jako popularna, a nema... Beyoncé е доста популарна и бидејќи немаме толку прилики да ја слушаме на овие простори, ни беше интересно да се собереме само девојки и да ја формираме оваа група. Сакавме да им понудиме на луѓето нешто ново и нешто што го сакаат, популарно и слично. Морам да напоменам дека атмосферата во овој клуб е одлична и луѓето се доста позитивни и разиграни. Покрај големите хитови како Crazy in Love, Single Ladies, Hello, Drunk I Love, Listen, Love on Top, бендот изведе повеќе песни од репертоарот на Beyoncé. Пред Битола, Single Ladies настапува во Белград и Сараево. 7 талентирани и преубави девојки од Србија со лајф изведбите на најпознатите хитови на Beyoncé направија една незаборавна вечер, викендов, во Позитив. Присутните ќе се забавуваат вечер со диџеј Бугимен, утре со Бобан Маневич и Андреј Ѓошев, а во недела со Зоки Конга, Дадони Трампет и диџеј Микар.